Поздрав до сите, повторно тимот на кладење.мк со видео анализа на надпреварите од светското првенство или ако сакате подобро да кажете видео типови за надпреварите овој пат од четвртфиналето. Синоќа се одигра првите четвртфинални средби, веќе го знаеме првото полуфинале на светското првенство помеѓу Франција и Белгија. Бразил елиминиран, Уругвај елиминиран и јасно е веќе дека ќе следиме европско финале, односно дури и европско полуфинале. Сега ова денеска се игра на преварите од таа втора половина, условно кажано пославата или онаму каде што се најдоа изненадувањата на првенството. Според мене Шведска, Русија и Хрватска се изненадувања, па како и Англија, дефинитивно. Одиме со првиот надпревар Шведска-Англија. Во терминот од 16 часот играат овие две екипи, како што кажав, едно од најголемите изненадувања според мене е Шведска и денеска на Космос арената во Самара ќе се обиде да направи уште едно изненадување, меѓутоа против себе има Англија која што дефинитивно игра неверојатно добро под водство на Гарет Саутгейт, знае што сака, знае каде сака, така да верувам дека букмекерите се завршиле добро работата. Што ја направи Англија фаворит 1.95 коефициент негде за незина победа, за разлика од коефициентот за Шведска кој е околу 4.80 до 5. Сега можеби не е толку голем фаворит Англија, меѓутоа ќе потенцирам, не е толку голем фаворит само поради игрите на Шведска. Шведска изгуби само од Германија, меѓутоа тој пораз не ги болеше премногу затоа што елиминираа Германија, меѓутоа славија победи против Јужна Кореја и против Мексико во групната фаза, како и против Швајцарија во минатото, односно во осмина финалето или минатото коло. Се на се, мислам дека Шведска има одличен тим. Лустинг ќе недостасува на денешниот надпревар поради жолти картони, десниот бек, меѓутоа има Шведска добри десни бекови и на клупата, можеби ќе одигра и малце поофанзивно затоа што единствен десен бек во репрезентацијата на Шведска е Лустинг, кој што игра малце поповлечено, другите се малце поофанзивни. Меѓутоа, од друга страна, тоа ќе знае да го искористи Англија. Стерлинг се очекува повторно да биде во првиот тим, како што беше и во претходниот надпревар, меѓутоа ќе видиме отом потом што ќе смислат двата селектори. Сега, интересно е тоа што Англија имаше мали шанси според букмекерите да стигне до оваа фаза, исто како и Шведска, меѓутоа, како што кажав, Гарет Саутгейт, иако сите гледаат кон него со подценување и слично во Англија и во фудбалска Европа, се покажа спротивното и мислам дека Англија е кадарна да го помине овој надпревар, затоа ќе одиграм двојка на денешниот надпревар, значи Шведска-Англија 2, коефициентот околу 2, мислам дека е вреден за ризикување. Доколку не сакате да ризикувате на конечен победник, мојот предлог е 0 до 2 гола. Па, ако сакате може и да искомбинирате двојка и 0 до 2 гола, ако сте доволно храбри. Одиме со вториот надпревар Русија-Хрватска. Ако беше Шведска едно од најголемите изненадувања, Русија е дефинитивно најголемото изненадување на шампионатот. Денеска играат на олимпискиот олимпискиот стадион во Сочи, еден одличен стадион дефинитивно, ќе има поддршка од трибините, како што беше и во претходните дуели. Интересно, пред кога почнам да ги снимам овие видео анализи на почетокот на шампионатот, мојот тип беше дека Русија ќе испадне од групната фаза. Русите ме демантираа, сосема заслужено се наоѓаат во оваа рунда, затоа што играат неверојатно добро. Во минатото коло, односно во осмина финалето елиминира Шпанија на пенали, доека Хрватска се мачеше против Данска, иако забележа 3 победи во групната фаза и тоа против Нигерија, Аргентина и Исланд. Мислам дека исцрпени се до некаде двете репрезентации, затоа не можеме да очекуваме кој знае колку атрактивен меч. Меѓутоа, како играат двете селекции, очекувам голови, затоа 8-2 што е мојот тип, мислам дека русите едноставно до тука им се можностите, единствена предност им е домашниот терен и ништо друго, а Хрватска го има можеби најдобриот среден ред на првенството, има одличен нападјач во името на Манчукич, на Крамарич и слично. Исто така одбраната им е добра, солидна. Сега на денешниот меч ќе недостасува одбраната Стринич, меѓутоа имаат Хрватска добри одбрамени фудбалери, додека кај Русија Джагоев и Жирков се под знак прашалник, меѓутоа веројатно Джагоев има големи шанси да настави на овој меч, а тоа би било голем плюс за оваа репрезентација.
Сигурен сум дека и селекторите си имаат некои си тешки тактички замисли, ќе има надмудрување, значи тактичко надмудрување, меѓутоа очекувам и голови. Мојот тип е двојка, победа на Хрватска, 2.20 некаде коефициент, затоа што едноставно разликата во класи е огромна и во квалитет. Меѓутоа, ако треба да играм на голови, би играл гол-гол. Така да, уште еднаш, да кажеме Шведска, Англија 2:0 до 2 гола и Русија, Хрватска 2 и гол. Тие се нашите прилог типови за денеска, па да видиме кој ќе игра во второто полуфинале. Толку за денески за ова видео анализа, ние со ново видео ќе се јавиме во полуфиналите.